вечер, почитувани гледачи, започнува емисијата Отворено за на телевизија Кобра. Вечераше наш и ваш гостин е свидетел на сите настани во Собранието на Република Македонија, поврзани со донесувањето на буџетот на Република Македонија за 2013 година. А кој друг, ако не госпоѓата Силвана Бонева, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Госпоѓа Бонева, добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата, добре ве најдов. Како сте? Дали сте добри? Благодарам добро. Туку што пристигнав од една официјална посета која што имавме во Република Турција и добивме силна подршка од Република Турција за напорите кои што ги прави Република Македонија на сите полиња. Така баш ни е мило. Навистина има зашто да позборуваме. Изминатиот период доста активно се работеше за донесувањето на буџетот на Република Македонија. Па предлагам веднаш да започнеме. Еве како прво, дали мислите дека можеше се да се превенира, да не дојде до такви инциденти и тензии? Во Собранието на Република Македонија буџетот влезе почетокот на месец ноември и имаше председателот на Собранието договор со координаторот на пратеничката група на СДСМ и подпредседателот на Собранието Макрадули да заеднички да направат напори да може да се заврши во времето кое што е предвидено согласно деловникот за работа на Собранието, работата по буџетот. Цело време некаде до 3 декември беше убедуван председателот на Собранието од господинот Игор Ивановски дека тие немат намера да го бойкотираат буџетот, дека ќе се донесе буџетот и за тоа тој да не се грижи, но откако помина и 3 декември и председателот на Собранието виде дека скоро месец дена се расправаше по цели денови и сабота и недела и дека амандманите многу бавно се движеа, имаше повеќе од 1200 амандмани, а немаше поминато ни 100 амандмани откако започна разговор председателот на Собранието повторно со нив, дали како мислел да се приврши работата, бидејќи требаше некаде до средината на месец декември веќе и од страна на владата повратно да стигне буџетот, за да може во рок од 5 дена потоа Собранието во пред нова година да го донесе буџетот на државата, бидејќи имаше можност после тоа и опозицијата и мнозинството 5 дена да дискутираат постојано за буџетот кој што ќе се врати од страна на владата, бидејќи не е идентична процедурата за носење на закон и за носење на буџет. Кога се носи закон, сите пратеници се тие кои што одлучуваат која ќе биде конечната форма на законот. Меѓутоа, кога се носи буџет, пратениците разговараат по амандманите, ги прифаќаат амандманите, меѓутоа владата е таа која што на крај, бидејќи има добиено доверба и од гласачите и од парламентарното мнозинство, таа кажува кои пари се потребни за спроведување на владините политики и го враќа буџетот онаков каков што таа смета дека треба да изгледа. И затоа беше договорено сето тоа да се заврши некаде до средината на декември, меѓутоа кога веќе на 5-6 председателот на Собранието повторно имаше разговори со опозицијата и виде дека многу бавно се движиме и имаше веќе периоди кога по 4 дена се зборуваше за еден амандман за 10 автобуси, амандмани кои што не би требало и да влезат во собраниска процедура, бидејќи се однесува најчесто за локални прашања и наше мислење беше, бидејќи има локални избори во март, дека опозицијата на тој начин сака да ги промовира собствените кандидати пред јавноста и нормално ние како мнозинство молчевме, не сакавме да се вклучуваме во дискусија, не сакавме да одговараме на лагите и нападите од страна на опозицијата, се со една цел што побрзо да се донесе буџетот на државата, бидејќи одговорност од неносење на буџетот и реперкусиите кои што ќе се чувствуваат ќе биде на товар на парламентарното мнозинство. Граѓаните ќе бидат незадоволни ако нема плати, ако нема пензија, ако нема социјална помош, ако нема субвенции и стопанството ќе биде незадоволно ако не се исплати навреме, ако не се врати ДДВ-то и тогаш ќе беше вината на страна на парламентарното мнозинство и оттаму ние молчевме буквално некаде до 15 и 16 јануари. Меѓутоа, кога председателот на Собранието и покрај ветувањата на опозицијата виде дека воопшто ништо не се помрднува и дека сме заглавени буквално, и кога виде дека на парламентарното мнозинство не му се дозволува буквално да зборува, јас неколку пати на Комисијата за финансирање и буџет барав збор, не ми беше дадено,
барав процедурално, добив еднаш процедурално и на преку процедуралната моја интервенција барав да ја ограничиме дискусијата, бидејќи се ближи крајот на декември, ние сме заглавени на 156-тиот амандман и дека барам да се изјасни Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата идентично како што ни се приклучија за ограничување на дискусиите за носење на законот за бранители, така идентично да се применува деловникот и во овој случај да ги ограничиме дискусиите за да може да ги привршиме расправите по амандманите, бидејќи и со ограничени дискусии ќе направевме, ако опозицијата не отстапеше од амандманите и не ги повлечеше амандманите, ќе се дискутираше со месеци, бидејќи не е малку 1200 амандмани. И председателот на собранието, кога виде дека нема помрднување, дека наместо да ни се дозволи да се гласа за предлогот на парламентарното мнозинство да се ограничат дискусиите, наместо тоа не се стави предлогот воопштото на гласање, не се даваше збор ниту на мене, ниту на било кој друг пратеник од парламентарното мнозинство. Имаше една ситуација кога ние како мнозинство бевме заложници на малцинството, бидејќи тие водат Комисијата за финансирање и буџет и нивните председатели и заменик председател Горан Мисовски, тие се тие кои што даваат збор и одземаат збор. И тие воопшто не даваат збор на парламентарното мнозинство и оттаму никако не можевме да дојдеме до тоа да ги ограничиме дискусиите, нашиот предлог да се стави на гласање и по демократски пат, деловнички, да можеме некако дискусијата да ја ставиме во некои рамки и да се дискутира не за се и се што, бидејќи се дискусираше за програми од пред 6 години, па до денес, за амандман кој што, да речеме, е конкретно, еве, заглавивме 4 дена на еден амандман за Штип, дека е потребно 10 автобуси да добијат за градски превоз и кога видовме дека се зборува за се и се што ние моравме нешто да интервенираме, меѓутоа не ни беше дозволено и тога се случи колегата Владко Ѓорчев после мене да добие збор и тој почна да зборува без прекин некаде повеќе од 2 часа и се случи инцидент. Во собранието на Република Македонија се врати заменик координаторот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз господата Весна Бендевска, облечена во тренерки и не влезе во собраниската сала, меѓутоа се отвори вратата на собраниската сала и имаше викотници по ходниците и тогаш разбравме после 2 дена, односно разбравме на координација кога беа повикани собраниските служби и службите од собранискиот канал да ни кажат што се случувало и зошто беше исклучена собраниската седница кога колегата Ѓорчев зборуваше и тогаш вработената одговорната на собранискиот канал кажа дека дошла колешката Бендевска со Горан Мисовски и Сафет Бишевац и тие тројцата барале веднаш да се прекине емитувањето на расправата на Комисијата за финансирање и буџет. Значи се правеше тортура на собраниските служби, тоа го кажувам да сватат гледачите дека ние како парламентарно мнозинство знаејќи дека влегуваме се подлабоко во сценарио кое што не беше нешто инцидентно, недоразбирање, туку беше едносмислено сценарио по кое што цело време се одеше чекор по чекор и токму затоа ние гледавме максимално што може на сите провокации да не одговараме. Сите пратеници имаа задача без оглед на навредите, дофрлањата, никој од место да не се помести, да не враќаат исто така на навредите. Јас како координатор на мнозинството знам кога бев опозиција имавме иста ситуација при носење на буџетот во 2004 година мислам и тогаш заради тоа што ни беше одземено правото на збор имавме можност најпрвин да зборуваме 10 минути за општата расправа, меѓутоа откако зборувавме за општата расправа Социјалдемократскиот сојуз донесе одлука, изгласа одлука дека за амандманите опозицијата и сите други можат да зборуваат само ако им останале 1 или 2 минути од говорот од 10 минути. Значи во рамките на 10 минути беше кажано после нашите говори дека може да зборуваме и за амандманите. И фактички бевме невозможени да зборуваме за амандманите. Сега опозицијата има 20 минути на пленарна седница и неограничено време на комисиите за финансирање и буџет и повторно плачеа дека не им се дава можност да зборуваат. Тогаш во 2004 ние единствен начин за
да го свртиме вниманието на јавноста беше да тропаме по масите и да не дозволиме во нормална атмосфера да се заврши буџетот. Меѓутоа една вечер тропавме, наредниот ден, на сред ден веќе тие си ги ставија слушалките и си течеше нормално седницата. Единствено остана во паметење на луѓето протестот кој што го искажа ВМРО ДПМН, и тоа е демократски и тоа е нормално, меѓутоа не посегнавме по тоа да ги закочиме институциите, да ја ставиме државата во непријатна ситуација, да дојде на времено финансирање и да трпат штети граѓаните на Република Македонија. Сега, за жал, СДСМ имаше друго сценарио. До средината на декември, до моментот кога добивме одговор од Брисел дека нема сега да имаме датум, туку во првите 3 месеци на јануари ќе се оцени Република Македонија дали течат преговорите добро со Грција, дали се поместуваат преговорите, дали се променува односот кон Република Бугарија, добрососедските односи дали одат во нагорна линија, и оттаму во јуни требаше да биде испорачан одговорот од Брисел, конечно, бидејќи и комесарот Филе се заложи Република Македонија конечно да добие датум за преговори. И откако СДСМ на средината на декември, после Европскиот самит, виде дека Република Македонија не доби датум за преговори, веднаш туку на повисоко ниво се обврза до јуни Република Македонија, ако ги има направено овие поместувања за овие важни прашања за добрососедските односи, дека ќе добиеме датум за преговори, тогаш веќе настапија со второто сценарио. Меѓутоа, најважното нешто за промена на ставот на Социјалдемократскиот сојуз, од првичниот став да се зборува долго и да влеземе во времено финансирање и да се втурне државата во економски хаос, после тоа веднаш пристигна анкетата на ИРИ. И тогаш се виде дека Социјалдемократскиот сојуз ја нема довербата од граѓаните поместено на подобро, значи позитивно, туку уште повеќе е падната довербата на граѓаните кон нивниот лидер Црвенковски. Имаше дека тој има поддршка од граѓаните од 5% и идентично колку и подпредседателот негов Заев, и тогаш веќе настана промена целосна, имаше централен одбор, пратениците им побара пауза, се согласивме, отидоа 3 часа, имаше седница централниот одбор, извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, и после тоа тие дојдоа во собранието и испорачаа ултиматум. Или ќе се прифати кратење на буџетот, значи ако месец дена зборуваа за зголемување, за барање пари за патчиња, улици, автобуси, веднаш после тоа настапија со сосема друга стратегија. Или ќе се скратат 204 милиони евра од буџетот на Република Македонија, или нема да се донесе буџетот на државата и државата ќе биде втурната во економски хаос. Бидејќи, ако има времено финансирање, тоа значи дека до март месец не може ниту еден нов пензионер да земе пензија, ниту еден нов социјален случај да земе социјална помош, не може да се исплатат зголемување на субвенциите, зголемување на пензиите. Тоа би значило ќе доведе до револт кај фирмите кои што ќе пропаднат, можеби заради тоа што не може да им се врати ДДВ-то кое што државата го должи, и револт општо кај граѓаните. Сценарието беше главно тоа да одиме на времено финансирање, меѓутоа со барањето сега пак на кратење на 204 милиони евра, тие отидоа веќе во сосема друг правец. До пред еден ден бараа пари за се и сешта, а сега бараат да се кратат пари. И велја, нема помраднување, или 204 милиона ќе се скратат, или нема носење на буџетот на државата и тие ќе го блокираат донесувањето на буџетот. И тогаш на 17 декември председателот на собранието заедно со председателот на Комисијата за финансирање и буџет од СДСМ Маријанчо Николовски, со подпредседателот на СДСМ Макрадури Игор Ивановски, бидејќи тие ги бойкотираа нашите координации од април месец па до 17 декември. На 17 декември прв пат стапнаа на координација заедно со председателот и тогаш тие кажа дека нема отстапување од тој став и председателот им кажа дека не се случило преседане во собраниската пракса, партиски ултиматум кој што произлегол со печат, со подпис, со факсимил нели на Социјалдемократскиот сојуз, да стигне во собранието, да се завери и тоа да биде ултиматум дека Социјалдемократскиот сојуз бара да се скратат 204 милиони од буџетот, бидејќи ние имаме востановена
процедура, амандманска, веќе немаше можност за поставување на амандмани, но ние им кажавме, добро, во интерес на диалогот, ние ќе се согласиме да направите амандман, срочете го сето тоа во еден амандман и на комисија доставете го, ќе гласаме по тој амандман, а се зеде обврска, бидејќи цело време на сите координации присуствуваше министерот за финансии, тој се обидуваше со сите сили да им укаже што значи ваквиот чекор за Република Македонија, дека нема да трпи социјалдемократскиот сојуз, дека тоа ќе биде штета за државата, меѓутоа немаше разбирање и иако тој кажа дека и ако земеме заеми, нели задолжување ново за Република Македонија, задолжувањето ќе биде со 0,6% камата, дека ќе мораме да вратиме во јануари долг од 187 милиони евра, долг кој што е создаден во претходните години, и ако не се врати државата ќе мора да плаќа казнени пенали и дека тоа ќе биде на штета на сите граѓани во Република Македонија. Меѓутоа немаше никакво разбирање од социјалдемократскиот сојуз и беше кажано дека тие не се помрднуваат од нивните позиции. И веднаш потоа почна бојкотот на работата на комисиите. За жал, джентлменскиот договор кој што беше постигнат од заедно на координација помеѓу координаторите не беше почитуван и наместо тоа што го кажа тие дека ќе дозволат да работи комисијата за законодавно-правната комисија, додека ние сме разговарале на координација, веќе колегите од Социјалдемократскиот сојуз ги размонтирале микрофоните, ги беа ставили на земјата и граѓаните се сведоци на таа слика како беше оневозможено работењето на комисијата и на тој начин фактички беше онеспособено мнозинството и сите и ние како представници на граѓаните на Република Македонија да работиме за нивното добро, а од друга страна пак Комисијата за финансирање и буџет работеше без прекин. Дури значи имавме неколку координации, законодавно-правна не почнуваше со работа, имаше инциденти, закани од Милетич кон мене, кон колегата Илија Димовски, пцости и секаков вид на навреди. И наместо да се смират работите, уште толку ескалира. Тогаш министерот за финансии рече, јас излезот го гледам во тоа што еве предлагам да ви кажеме ќе направам максимални напори, се што може да прифатам од амандманите на опозицијата и тогаш тој прифати 44 амандмани, тоа не се случило во парламентарната пракса досега од независна од 90-та година па наваму и тие 44 амандмани тежеа 3 милиони евра. И тие се најмногу пари кои што се прифатиле досега за буџетот на државата, но и тоа беше малку. И опозицијата тога се согласи добро, за да ги информираме сите пратеници на Комисија за финансирање и буџет, ќе прочитаме што прифаќа владата. Тие почнаа да читат на Комисија за финансирање и буџет и ги исчитаа сите амандмани, но тоа не го дозволија да го направи законодавна правна комисија. И граѓаните беа сведоци како на една господја која што ја води комисијата, мојата колешка Дулич, на законодавно-правна комисија, како и се тргаат листовите од рацете, како се свират со труби, како не се дава воопшто да се почне со работа, се кршеше опремата собраниска, се навредуваа сите пратеници, заменикот координатор на пратеничката група на СДСМ, господјата Бендевска со знамето на Република Македонија, 15 минути ми мафташе пред очите и го допираше мојот нос, сметаше дека на тој начин ќе ме испровоцира, зборувајќи дека сум крадец, дека ја крадам државата и секакви други навреди, меѓутоа и јас и моите колеги мирно тоа го трпевме, стоевме, бидејќи знаевме дека сценариото е друго, да се втурне Република Македонија во поголем хаос преку инцидент во собранието на Република Македонија. Мислам дека бевме целосно свесни за се што се случува. Главното сценарио кое што продолжи после тоа беше многу лошо, не беше дозволено воопшто да функционира законодавно-правна комисија, иако беше кажано од страна и на нивниот председател на Комисијата за финансирање и буџет дека нема можност собранието да работи, нема можност комисиите да се ја исполнат својата задача. Тогаш Социјалдемократскиот сојуз се одлучи да влезе во собранието во неделата, да
лежат таму цела вечер. Вечерта беа испратени од нивниот лидер Црвенковски со зборовите јас се простив од Ана, од Игор, од Гордан, не знам кога ќе се видиме пак, но им кажав дека излегување од таму нема и дека ќе се видиме тогаш кога ќе извојуваме победата. И што се случи? Победата тие сметаа дека ќе биде извојувана со тоа што ќе попречуваат првин работата на парламентот, со тоа што кога отидовме на редниот ден, им беше укажано дека ако продолжат да ја попречуваат работата на парламентот, ќе мора председателот на собранието да действува согласно деловникот и беше им кажано како може да се заведе секој пратеник и како може да си ги земе картичките за гласање, но тие наместо тоа не ни дозволија да влеземе во собраниската сала, бевме оневозможени и повторно на самата врата имаше провокација од госпогите Казанџиска и госпогите Бендевска на мене како координатор на пратеничката група, бидејќи сите камери беа над нас, почна госпогите Казанџиска да вика на цел глас дека сум ја буткала и почна да вели дека сум ми се заканувала за децата, исто тоа го повтараше и господја Бендевски, тогаш почна да ме влечат моите пратеници назад, бидејќи видоа дека се работи за сценарио кое што треба да води кон поголеми тензии во собранието, сценарио кое што за жал не му успеа на господинот Црвенковски, бидејќи тотално мирни седеа пратениците на парламентарното мнозинство и за негова несреќа мислам дека тој сметаше дека соучесници во ваквото сценарио ќе бидат и пратениците од ДПА и кога ќе се вклучеше и албанската опозиција, тогаш ќе настанеше општ хаос, бидејќи знаете дека надвор пак пред собранието на Република Македонија пак господинот Црвенковски ги рушеше барикадите на полицијата, значи председател на држава, човек кој што бил председател на држава и врховен командант на вооружените сили на Република Македонија се дрзна да ги барикадите да ги пробива на полицијата и да тргне кон сопствениот народ од другата страна на улицата и гледајќи го сето тоа што се случува во собранието, ние се одлучивме наместо да притискаме да влеземе на главната врата на сала 1, ние влеговме од позади. За тоа време председателот на собранието веќе бил во салата влезен, меѓутоа заедно со него влегле и господинот Мисовски и господинот Макрадули, тие почнале да ја размонтираат целата опрема, да ја неспособуваат опремата, да не може да функционира системот за гласање, му кажале дека нема да има седници. И кога ние веќе влеговме од другата страна, се случи одеднаш господинот Мисовски, односно господинот Игор Ивановски викна, господинот Мисовски му викна на господинот Игор Ивановски, кој што беше од другата страна на вратата, отвара ја вратата и тога се втурна одеднаш сите пратеници на СДСМ и верувајте ми, тоа беше како, да не биде брутално да кажам, ама баш како мајмуни од зоолошка градина кога се пуштаат, тие буквално рипаа врз масите и врз столовите и насрнаа кон председателот на собранието и тогаш видовме што е сценарието, дека сценарието е да се направат тензии. Затоа мислам дека не можеше ништо друго да се направи за да нема таков исход, бидејќи целото сценарио кое што беше подготвувано 2 месеци беше да се направат уште поголеми тензии, благодарение на воздржаноста на мнозинството немаше поголеми инциденти и да не кажам и жртви нити на улицата, нити внатре во собранието на Република Македонија. Така дали ќе ги прифатите ултиматумите на опозицијата за предвремени парламентарни избори, што ќе ги организира техничка влада? Барањето на опозицијата е неуместно да се бара предвремени парламентарни избори, бидејќи знаете дека 2011 година исто така опозицијата кога го притворија Велија Рамковски излезе од собранието и како што правеше и за Заев и за Бучковски кој беше притворен, излегоа и однадвор почна да поставуваат ултиматуми. Сега имаме повторно идентично сценарио. 2011 година ВМРО ДПМН го прифати барањето на опозицијата и излезе на избори. И повторно граѓаните ја дадоа довербата на ВМРО ДПМН. Значи, 2011 година имавме избори, сега повторно имаме избори. Која е логиката? Значи, имаме локални избори, граѓаните гласаат за кандидатите за градоначалници,
За тие кои што се исти, за тоа што направиле, за тие кои што ќе бидат нови, за тоа што ветуваат. Меѓутоа, граѓаните ја даваат довербата и за кандидатите и за партијата, гледајќи ја што работи. Ако сакаат да ја казнат партијата, и ако сакаат да гласаат против ВМРО ДПМН, ако се сигурни тие дека ВМРО ДПМН направил катастрофа во државата, тие ќе бидат среќни што имаме локални избори пред нас и граѓаните ќе можат да не казнат. Ние не смееме како мнозинство да прифатиме предвремени парламентарни избори, уште помалку избори кои што, како што велат, тие ќе бидат организирани од влада на доверба, во која што нема да бидат тројца министри. Министерот за внатрешни работи, министерот за финансии и министерот за правда. Видете, во ниједна демократска земја никој не смее да помисли да поставува ултиматум кој ќе биде во владата на Република Македонија, во влада која што ја формира парламентарното мнозинство, бидејќи одиме сите на избори со една цел: да се добие мандат од граѓаните и тогаш председателот на државата го дава мандатот на најголемата партија која што освоила најголем број на гласови и дава таа партија премиер и министри. И единствено пред во рамките на институцијата, во рамките на парламентот, значи се гласа за доверба на тие министри. Ако сакаат тие, овие тројца министри, да не бидат министри во владата на Република Македонија, можат да постават институт интерпелација, да разговараме за тоа, граѓаните да ги слушаат нивните аргументи и да не казнат во март на овие избори ако не сакаме да ги промениме овие министри. Меѓутоа, да се втурнеме сега во овој момент во парламентарни избори и да изгубиме месеци, знаеме дека во март месец ќе се прави извештајот за Македонија, колку сме напреднале во односите со соседите, во јуни знаат дека конечно треба да се добие одговорот од страна на Брисел дали добиваме датум за преговори и тие сакат да ги срушат сите позиции што ги има изградено Република Македонија во изминатите 20 години. Со нередите кои што сакаат да ги прават на улица, сакат економски да истоштат земјата, да ги избркаат странските инвеститори, да внесат страв кај граѓаните и од друга страна пак гледаме дека и бараат предвремени избори, тоа значи да се упропасти европската агенда на Република Македонија. Како го коментирате тврдењето на опозицијата дека без парламентарни избори не може да се врати легитимитетот на институциите на системот? И доколку не го прифатите предлогот, подпредседателот се извинувам, Гордан Ѓорѓиев најави дека гирелски ќе действуваат, бидејќи сте им ја киднапирале државата. Па, Социјалдемократскиот сојуз и господинот Гордан Ѓорѓиев уште за време на дебатата за буџетот се испушти пред да донесат одлука и пред да објават дека ќе одат на улица, дека тие нема да учествуват на локални избори. Исто така и еден од кандидатите за Кочани, господинот Миле Андонов, го кажа тоа кој блокира работата на законодавно-правната комисија дека нема да има локални избори. Тоа го покажува стравот на СДСМ од локалните избори. А господинот Гордан Ѓорѓиев самиот се испушти и кажа дека била киднапирана државата и јас тогаш му кажав да вие сметате дека привремено ви е одземена државата која што вам значи ви припаѓа, не на граѓаните на Република Македонија, бидејќи вашите татковци и вашите дедовци биле тие кои што ја управувале во комунизмот Република Македонија, па мислите дека следствено на тоа наследно право имате и вие и дека лошите ВМРО-вци дојде и вие киднапираат државата, меѓутоа забораваат дека граѓаните на избори го одземаат мандатот и го даваат мандатот. Легитимитетот на институциите си стои, го има, бидејќи легитимитетот извира од самите избори, од довербата кои што ја дадоа граѓаните на ВМРО ДПМН. Герилското дејствување кое што беше најавено од господинот Гордан Ѓорѓиев коинцидира со господинот Фрчковски кој што кажа потребно е бргу ново сценарио на Социјалдемократскиот сојуз, или војување на улица, или упад во парламентот и збришување на оваа ненародна власт. Значи на недемократски начин, со недемократски средства, со насилство да се превземат институциите на земјата. Исто така ве обвинуваат и експерти блиски на Социјалдемократскиот сојуз како господинот Фрчковски и господинот Андов за кршење на уставот со интервенција на полицијата во собранието и исфрлање на пратениците на опозицијата.
најсмешно од се, која ќе се каже од вакви експерти и од мојот почитуван колега Андов, дека се кршил уставот на Република Македонија со интервенцијата на полицијата. Тие не го земаат во предвид фактот дека имаме ние закон за собрание. Во законот за собрание, во членот 43 јасно стои дека председателот на собранието кој ќе оцени дека е загрозено самото собрание или пратениците, тој може да превземе мерки писмено да го извести обезбедувањето на собранието и да побара тие зајакнување на собраниското обезбедување од другите државни органи. Председателот на собранието ноќите кога влегоа веќе пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, напишал писмено известување, а сабајлето на координација, кога дојде господинот Мисовски, Јани Макрадули и Игор Ивановски, им кажа дека веќе постапил согласно законот за собрание, членот 43, и е зајакнато собраниското обезбедување. Веднаш, после нападот на председателот на собранието издаде наредба на собраниското обезбедување дека ќе се примени членот 93 од законот за собранието. Таму јасно пишува дека пратеник кој што ја оневозможува работата на собранието или попречува работата на собранието, председателот ги повикува собраниските служби да го отстранат од салата. Значи, во моментот кога беа отстранати пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, нема никаква повреда на уставот на Република Македонија. Тие беа тргнати согласно законот за собрание и нема никаков упат на извршната во законодавната власт, па да има кршење на уставот на Република Македонија, туку постапување согласно закон и согласно деловникот на собранието на Република Македонија. Ја жалам што во тоа сценарио кој што беше подготвено во нападот на председателот на собранието, учествуваа и моите почитувани колешки од Социјалдемократскиот сојуз. Жалам што тие го довршија сценариото кое што беше смислено да се уништи угледот на земјата. Бидејќи, кога собраниското обезбедување им кажа дека треба да се повлечат и да ја напуштат салата, најголем дел од пратениците мажи на Социјалдемократскиот сојуз мирно изгледува, меѓу кои што и господинот Маријанчо Николовски, тоа може да го види секој, ги има на YouTube сите клипови каде што ги има овие моменти, тие мирно излегува, меѓутоа сценариото било на крај да останат колешките пратенички, меѓу кои што и госпогита Шекеринска, која што 2 недели претходно на Комисија за финансирање и буџет падна од скалите во самата сала и си го повреди лигаментот, па ја немаше една недела бидејќи беше отечена ногата и после 2 недели доаѓаше со бастум и таа учествуваше во тоа сценарио и беше последна, која што, меѓу последните кои што беше приморано собраниското обезбедување да извлече од салата, бидејќи беше седната одозгора на масата кај што председава председателот на собранието и не сакаше да излезе. Но интересно е фактот што пред неколку дена на некој од струмичките телевизии, господинот Панче Орцев, го праша зошто тој не учествувал во бранењето на демократијата во собранието на Република Македонија. Тој кажа дека тој бидејќи имал проблем со срцето, а колешката Маринела Тушева била бремена, имале задача дадено однапред да снимаат се што се случува во собраниската сала од различни агли. Токму тоа е вистината. Колегата Панче Орцев стоеше над главата на министерката за внатрешни работи и оттаму снимаше се што се случува, а колешката Маринела Тушева пак до влезот онаму кај што излегуваа сите пратеници и таа беше таму поставена за да може кога ќе ја извлекуваат колешката Шекеринска да го снимат тоа и да се прикаже на целата јавност и другите колешки пратенички, бидејќи тие беа тие кои што се опираа, кои што го маваа собраниското обезбедување и цел свет да ја види таа слика како во собранието на Република Македонија се напаѓаат жени. Случува хаос. Да. Така исто така ве обвинуваат и за одземањето на картичката за гласање на опозицијата. И тоа беше дел од сценариото. За среќа се водеше записник,
и јас како никогаш до сега секој збор кој што беше проговоруван на координациите заедно со председателот го имам запишано, меѓутоа се водеше официјален записник на координациите, бидејќи тоа е согласно законот за собранието, и тој ден целиот тој простор беше окупиран, но на координација дојдоа координаторите и подпредседателот Макрадули, и тогаш на едно прашање од колешката Дулич дали ќе заврши комисијата, законодавно-правната комисија, тогаш колегата Макрадули кажа дека ако само помисли такво нешто, дека ќе има кршење на глави, не е важно дали е женска или машка, стара или млада, крв е крв. И тогаш председателот на собранието вида дека е многу тензична атмосферата, ги извести за членот 43 дека ќе примени дополнително обезбедување во собранието и дека мора да се овозможи тек на седницата и дека картичките може да ги земат од просториите на генералниот секретар на собранието на Република Македонија, односно од неговите секретарки, и сите пратенички групи, вклучувајќи и ДПА, картичките ги зеде оттаму. Но, за да има циркус во јавноста и за да има поголем материјал и пред меѓународните фактори и пред нашите медиуми, на самата врата, кога ние бевме невозможени да влеземе внатре, во собранието почна и Казанџиска и другите да велат, бидејќи јас се држав картичката во рака, нормално како секој ден кога влегуваме во собранието, и таа почна да вика на цел глас: еве, Бонева има картичка, Бонева има картичка, ние немаме, тие не ни ја дават. Па велам, кој ти пречи? Оди горе кај генералниот секретар, ви е кажано, земете си ги картичките. Меѓутоа, тие не отидоа да ги земат картичките, бидејќи тоа требаше да биде еден аргумент дека некој им одзема можноста тие да ги представуваат граѓаните на Република Македонија. Тоа не е точно, бидејќи секој можеше да си ги земе картичките и беа навреме известени како сите пратенички групи, така и Социјалдемократскиот сојуз и Нова социјалдемократска партија, дека може да си ги земат картичките. Но тие не сакаа, бидејќи не сакаа да започне со работа самата комисија, самата седница. Знаете дека пред мои очи колешката Наташа Савова истори, фрли кристалната чаша врз масата на председателот на собранието, истори вода да го неспособи системот, потоа не се скрши чашата и ја зеде, ја фрли пред нас, и бидејќи ја седаме првиот ред, дел од стаклата падна на нашиот дел тука пред нас, што ќе се случеше ако некој стакло на некого му влезеше во око, а не, да речеме, да не удреше тука или во образ. Меѓутоа, сценариото беше насилно, а никој не беше оневозможен да се ги земе картичките. Тие беа тие кои што невозможуваат да се започне со работа. Така, еден од ставовите на господинот Врачковски е дека пратениците не можат да одговараат на својот став и дека блокадата на парламентот е искажување на став. Значи, пратениците имаат имунитет за секој искажан збор во собранието на Република Македонија. Меѓутоа, пратениците немаат имунитет некој да ги штити од физички напад на луѓе, дали на улица или во собранието на Република Македонија. Тие извршија физички напад врз председателот на собранието. Господинот Емилијан Станковиќ, сакајки да провоцира, јас бидејќи не бев седната, ми остро ми нареди да седнам на место и да не сум се помрднала. Јас стоев, може тоа да се види на камерите, долго време додека не почнаа со поголеми провокации, и дури тога седнав и им кажав на колегите никој да не мрда од местото. Значи, целиот циркус што беше направен со една цел да се оневозможи собранието на Република Македонија да функционира и да биде превземено од со физички да ги избркаат пратениците од собраниската сала и тие да го превземат собранието, и оттаму мислам дека главната улога беше, тие имаа во вид импулсивноста на господинот Зијадин Села, Орхан Ибрими од ДПА, и мислеа дека и тие ќе бидат силни поддржувачи на нив, меѓутоа не им успеа тоа сценарио да направат и меѓуетнички судари во Република Македонија, и затоа и понатаму продолжуваат со сценаријата на правење на тензии по улиците. Кое е вашето мислење за истерувањето на новинарите и за обвинувањата дека Македонија не е демократска држава?
Јас искрено да ви кажам, бев со огромна горчина на душата кога го гледав тоа, кога првин обезбедувањето тргна да ги отстрани новинарите од галеријата, се прашував што е, во исто време звонев кај што можам да прашам што се случува, зошто се отстрануваат новинарите. Апсолутно, меѓутоа ми беше кажано дека собраниското обезбедувањето одлучува дали е загрозено, дали се загрозени пратениците, председателот на собранието и во кој момент каква безбедносна проценка носат, тоа е нивна одговорност. Но во тој момент имаше цело време одење на господинот Мисовски горе во галеријата, бидејќи галеријата на кај што седат новинарите, знаат сите граѓани на Република Македонија, не е одделена од собраниската сала. Новинарите се над нашите глави. И кога доаѓаат дипломатите, дипломатскиот кор или било кои други меѓународни представници, се празни целиот горен дел заради нивната безбедност и новинарите доаѓаат, се отвара долната врата, прават снимка на собраниската сала, што се случува, излегуваат надвор и има еден дел помеѓу сала 3 и 4, кај што има компјутери, има монитори и таму сите новинари ја следат работата на собраниските седници. Но во овој момент не беше започната со работа собраниската седница, бидејќи немаше картички, беше невозможен системот на гласање, председателот не можеше да почне, немаше микрофони, немаше ништо. Значи не беше ни почната со работа седницата. Новинарите беа внатре. Меѓутоа цело време господинот Мисовски се качуваше горе кај нив и имаше во меѓувреме мавање на слушалки и на други предмети низ собраниската сала и обезбедувањето проценило дека ако бидат новинарите горе со севкупната опрема која што имаат, а се речиси над главата на пратениците, дека може да се случи ако кога веќе ќе ги вадат пратениците од опозицијата, тие да се качат на галеријата на горниот дел и оттаму да продолжат со мавање на предмети и за да го невозможат таквиот развој на настаните и да се случат поголеми проблеми или не дај Боже повреди на пратениците, тие ги почнаа да ги молеа буквално новинарите да излезат, некои излегува, меѓутоа некои се опираа и не дозволуваа да бидат извадени надвор од галеријата и тоа е вадење на новинарите од галеријата. Јас жалам што тие мора да бидат колатерална штета на тоа што се случува во собраниската сала, колатерална штета на сценариото на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа и тоа беше дел од сценариото да се каже дека еве ги вадат новинарите за да не снимаат дека ги тепаат, како што велат тие, пратениците на опозицијата. Ако беше така, ако мнозинството не сакаше да се снима што се случува во собраниската сала, немаше да и дозволи ниту на господјата Маринела Тушева, ниту на господинот Парчо Орцев, ниту на колешката од Ново село, ниту пак на Ленче Николовско, да еден поранешна новинарка, да снимаат буквално се што се случува во собраниската сала. Никој не го попречи снимањето и ги гледаме нивните снимки на телевизија. Значи не била целта на мнозинството и на председателот на собранието и на министерката за внатрешни работи кој што се обвинува дека сакале да ги тепаат и да не гледа никој, туку целта била да не се случи што поголем хаос во собранието на Република Македонија, бидејќи господинот Орцев снимаше над главата на министерката за внатрешни работи. Значи воопшто не држи обвинувањето дека новинарите, сето тоа е објаснето на сите амбасадори и оттаму е притисокот и после гледањето на снимките и после разговорите и оттаму е притисокот на Социјалдемократскиот сојуз да се врати во собранието на Република Македонија во рамките на институциите да ги поставува своите барања легитимно како секоја опозиција со аргументи, а не со сила. Дали од сето ова ќе има последица за земјава од тензиите што се уште траат? А има и нови најави од опозицијата дека ќе ги попречат локалните избори и дека ќе го радикализираат нивното сценарио. Последици по земјата, ако продолжи ваквиот начин однесување, ќе има, според мене. Нивната цел беше на економски план да ја попречат Република Македонија. Не успеа со буџетот, нели се донесе буџетот, меѓутоа ако имате тензии во една земја, знаете дека многу странски инвеститори кои што последните месеци ноември и декември дојдоа и најавија вработување, некои почна 2000 вработувања,
во Кавадарци, во Скопје, во другите зони, во Битола, сите тие можат да почнат да се премислуваат дали во една ваква нестабилна земја ќе продолжат да ги инвестираат своите средства. Знаеме дека еден милионер од Индија треба да инвестира големи средства и во Охрид и во Велес. Меѓутоа, ако и понатаму продолжат тензиите, може и на економски план Република Македонија да страда. Тоа беше и целта на Социјалдемократскиот сојуз, да нема Република Македонија економски просперитет, бидејќи веќе кај инвестициите малку ќе ве прекратам, извинува. Дали се предвидени инвестиции за нашиот град во Радовиш? Значи, инвестиции се предвидени во сите делови на Република Македонија. Владата не е таа која што прави инвестиции, меѓутоа инвестициите на владата се во инфраструктура и тоа е зацртано во новиот буџет на Република Македонија, оттаму беше попречуван. Што ние сме земјоделски регион. Апсолутно, тоа е најважното нешто. Најважно нешто е патната инфраструктура, субвенциите за земјоделците, водовод, канализација, овие проекти и понатаму ќе поддржува владата на Република Македонија без да ако нема доволно средства општините тоа да го прават, затоа и се задолжуваме сето она што не е изградено во изминатите 50 години да биде сега направено и да можат нормално да живеат граѓаните на Република Македонија. Сега, освен економски последици, може да има политички последици, а политичките последици ќе влечат и понатаму и економски последици, меѓутоа може и безбедносни последици по државата, бидејќи нашето нечленување понатаму, односно попречување на нашето членство во Европската унија и во НАТО, може да направи радикални структури околу нас да земаат што поголем замав и гледаме дека од нашата западна граница доаѓаат радикални ставови за обединување на албанскиот народ помеѓу Косово и Албанија. Ако стои Македонија на едно место, може да престанат и албанците од Македонија да ја поддржуваат, односно да го поддржуваат македонскиот народ и за неговото име и за неговите тежнења кон НАТО и Европската унија и да сакаат да живеат во земја каде што ќе одат напред. И оттаму и на безбедносен аспект се прави штета, а инаку за време на изборите тоа што го најавуваат дека ќе ги попречуваат граѓаните да излезат на изборите, тоа е спротивно на законот и секој оној кој што ќе ги попречува граѓаните кривично ќе одговара. Меѓутоа не е целта на СДСМ да ги попречуваат физички граѓаните, туку да создадат една атмосфера на страв, да не излезат граѓаните на избори, ако не одат на избори, за да кажат дека оваа власт нема легитимитет да влада и понатаму и локалните избори да не бидат признаени од нивна страна и понатаму земјата да ја втурнуваат во хаос. Меѓутоа јас верувам во граѓаните на Република Македонија, во нивната свест, верувам во свеста на членовите на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи тие се заинтересирани да одат на избори, се заинтересирани да имаат советници, се заинтересирани да партиципираат во локалната власт, да помогнат во градењето на сопствените општини, на тој начин на државата, и затоа верувам дека ќе има силен притисок внатре во Социјалдемократскиот сојуз овие погубни политики да бидат надвладеани. Така, господја Бонева, ви благодарам за вечерашното гостување и што одвоивте време да бидете вечерашен наш гостин. А се надевам дека и во еднина повторно ќе позборуваме. Ви благодарам и вам за можноста што ми ја дадовте на граѓаните од Радовиш преку вашата телевизија, да може да ги објасниме случувањата кои што во последните 2 месеци ги имавме, а се навистина непријатни за сите граѓани на Република Македонија. Така. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и останете со програмата на телевизија Кобра.